Глава 7. Луда чајанка. Под едно дрво пред куќата беше поставена масичка каде што дивиот зајак и шапкарот пиеа чај. Еден сонливец седеше меѓу нив и цврсто спиеше, а зајакот и шапкарот го користеа како перниче, потпирајќи си ги лактите врз него и спорувајќи му надглава. Многу незгодно за сонливецот, си помисли Алиса, но бидејќи спие, веројатно не му пречи. Масата беше голема, но тројцата си имаа збуткано во еден ќош. Нема место, извика штом ја видоа Алиса како им се приближува. Има многу место, рече Алиса поднавредена, седнувајќи на една голема фотелја на чело од масата. Послужи се со вино, гостопримливо понуди дивиот зајак. Алиса погледна наоколу врз масата, но на неа немаше ништо освен чај. Никаде не гледам вино, забележа. Нема, рече дивиот зајак. Тогаш не беше многу учтиво од твоја страна што ми го понуди, рече налутено Алиса. Не беше многу учтиво и од твоја страна да седнеш непоканата, рече дивиот зајак. Не знаев дека е ваша маса, рече Алиса. Поставена е за повеќе од тројца. Требаше да шишаш, рече шапкарот. Веќе некое време го гледаше Алиса со голема вчудоневиденост, а ова му беше прва забелешка. Би требало да знаеш дека не треба да даваш забелешки што се однесуваат на нечи изглед. Строго му одврати Алиса. Многу е неучтиво. Шапкарот ширум ги ококори очите кога го слушна ова, но не рече ништо друго освен: зошто гавранот и бирото се слични? Ајде малку ќе се забавуваме, си помисли Алиса. Мило ми е што почнаа да поставуваат загадки. Мислам дека можам да погодам, додаде наглас. Сакаш да кажеш дека можеби ќе ти текне на одговорот на прашањето? Рече дивиот зајак. Токму така, рече Алиса. Тогаш треба да го кажеш тоа што го мислиш, продолжи дивиот зајак. Го правам тоа. Веднаш му одговори Алиса. Или барем го мислам тоа што го кажувам. Тоа е исто, знаете. Воопшто не е исто, рече шапкарот. Тоа е како да кажеш го гледам тоа што го јадам. Е исто со го јадам тоа што го гледам. Тоа е исто како да кажеш, додаде дивиот зајак, дека ми се допаѓа тоа што го добивам. Е исто со го добивам тоа што ми се допаѓа. Тоа е исто како да кажеш дека, додаде сонливецот, кој изгледаше зборуваше во сон. Дишам кога сонувам. Е исто со сонувам кога дишам. Во твојот случај исто е, рече шапкарот, пошто разговорот застана и дружината помолчи неколку минути, додека Алиса во главата превртуваше се што знае за гаврани и бироа, што не беше многу. Шапкарот прв го скрши молкот. Кој датум е денеска? Рече, вртејќи се кон Алиса. Си го беше извадил часовникот од џепчето, вознемирено го гледаше, го протресуваше и од време на време го ставаше на уво. Алиса подзамисли, а потоа рече: четврти. Бега цели 2 дена, воздигна шапкарот. Ти реков дека путерот е штетен за механизмот, додаде луто, гледајќи во дивиот зајак. Тоа беше најдобриот путер, кротко одговори дивиот зајак. Да, но мора да влегла и по некоја трошка, негодуваше шапкарот. Не требаше да го ставиш со ножот за мачкање. Дивиот зајак го зеде часовникот и намуртено го погледна. Потоа го брцна во шолјата чај и повторно погледна, но не каже ништо попаметно од првичната забелешка. Знаеш, тоа беше најдобриот путер. Алиса љубопитно му зиркаше преку рамо. Колку смешен часовник, забележа. Го покажуваше денот од месецот, ама не и часот. Зошто би го покажувал часот? Промрмори шапкарот. Дали твојот часовник ти покажува која година е? Секако дека не. Подготвено го одврати Алиса. Но тоа е зашто годината не се менува подолго време. Исто се однесува и на мојот, рече шапкарот. Алиса ужасно се збуни. Забелешката на шапкарот како да немаше значење.
а сепак беше граматички исправна. Мислам дека не те разбирам баш, рече најучтиво што можеше. Сонливецот пак заспа, рече шапкарот, па му истури малку врел чај врз носот. Сонливецот раздразнато ја протресе главата и без да ги отвори очите рече: Секако, секако, истото ќе го кажав и јас. Ја решили загадката, рече шапкарот повторно вртејќи се кон Алиса. Не, се предавам, одговори Алиса. Што е одговорот? Немам поим, рече шапкарот. Ни јас, рече дивиот зајак. Алиса тажно воздивна. Сигурно имате многу време, рече, штом го трошите на загадки што немаат одговор. Време? Не го знаеш ни близко колку што го знам јас, рече шапкарот. Инаку нема да зборуваш за него како да не е живо. Не те разбирам, му рече Алиса. Секако дека не ме разбираш, рече шапкарот и презриво ја зафрли главата. Сигурно не си ни зборувала со време. Може би, одговори претасливо Алиса, но знам дека имам губено време. Ах, сега ми е јасно, рече шапкарот. Не поднесува губење. Само треба да имаш добри односи со него и ќе ти дозволи што сакаш да правиш со часовникот. Например, замисли дека е 9 часот наутро, кога треба да почнат часевите. Се што треба е да му почепнеш на време и тој за миг ќе го помести часовникот. 12:30 време за ручек. Камо да беше така, си прошепоти дивиот зајак. Тоа би било навистина одлично, рече Алиса замислено. Ама знаете, немаше да бидам гладна. Може би не веднаш, рече шапкарот, но би можела да го оставиш да остане 12:30 колку што сакаш. Така ли правите вие? Шапкарот тажно одмавна со главата. Јас не, одговори. Се скаравме минатиот март. Баш пред да здивее овој, знаеш, покажа со лажичката кон дивиот зајак. За време на големиот концерт што го приреди кралицата Срце, каде што морав да пеам. Еј, лилјаци, лилјаци смели, глувци во ноќен лет. Може би ја знаеш песничката? Сум слушнала нешто слично, рече Алиса. Има уште, продолжи шапкарот, и оди вака. Ој носете шолјички врели, чај да е низ цел свет. Лилјаци, лилјаци. Тука сонливецот се протресе и почна да пее во сон. Лилјаци, лилјаци. И толку го претера, што мораше да го штипнат за да престане. Не стигнав ни првата строфа да ја завршам, рече шапкарот, кога кралицата скокна и се развика. Го уби времето. Отсечете му ја главата. Колку ужасно сурово, извика Алиса. И оттогаш шапкарот продолжи со жаловен глас. Ништо не прави за мене. Сега е постојано 6 часот. На Алиса и светна една мисла. Дали затоа овде е поставен прибор за чај? Праша. Да, затоа, рече шапкарот из воздишка. Секогаш е време за чај и никогаш немаме време да ги измиеме садовите помеѓу чајанките. Па затоа се вртите во круг, претпоставувам, рече Алиса. Токму така, рече шапкарот, како што ги трошиме садовите, но што се случува кога повторно ќе стигнете на почетокот? Алиса се осмели да праша. Мислам дека е време да смениме тема, ги прекина дивиот зајак и се прозедна. Ми станува здодавно. Гласам младата дама да ни раскаже приказни. За жал не знам приказни, рече Алиса, прилично унеспокоена од предлогот. Тогаш сонливецот нека ни раскаже, извикаа двајцата. Стани, сонливче, и наеднаш го штипна од двете страни. Сонливецот бавно ги отвори очите. Не спиев, рече рапаво, слабичко гласче. Секој збор ви го чув. Раскажи ни приказна, рече дивиот зајак. Да, те молам, раскажи ни, молеше Алиса. И побрзај, додаде шапкарот, да не заспиеш пред да завршиш. Си биле еднаш 3 сестрички. Почна забрзано сонливецот. Се викале Лоча, Тилда и Лаиса и живееле на дно од еден бунар. Од што живееле? Рече Алиса.
која од секогаш покажувала особен интерес за прашања поврзани со јадење и пиење. Од сируп, рече сонливецот откако размислуваше минута-две. Знаеш, тоа не е возможно. Нежно му забележа Алиса. Би биле болни. Биле болни, рече сонливецот. Најболни. Алиса се опита да замисли како би изгледало ваков несекојдневен начин на живот. Но тоа премногу ја збуни, па затоа продолжи со прашањето. Но зошто живееле на дно од еден бунар? Земи си малку чај, срдечно рече дивиот зајак. Ич не сум се напила, одговори навредено Алиса, така што не можам да земам уште. Мислиш, не можеш да земеш малку? Рече шапкарот. Многу е полесно да земеш уште отколку ич. Никој тебе не те праша ништо, рече Алиса. Кој дава сега забелешки за личниот изглед? Рече шапкарот задоволно. Алиса не знаеше што да рече на ова. Затоа си седа чај и леп со путер и се заврти ко сонливецот, повторувајќи го прашањето. Зошто живееле на дно од бунар? На сонливецот му требаа 2-3 минути да подразмисли, па потоа рече. Тоа било бунар со сируп. Не постои такво нешто. Алиса почна да зборува налутено, но шапкарот и дивиот зајак ја замолчи. Шшт, шшт, пришто сонливецот надурумено додаде. Ако не знаеш да бидеш пристојна, тогаш сама заврши си ја приказната. Не, те молам продолжи, кратко рече Алиса. Нема веќе да те прекинувам. Во ред, можеби некаде постои еден. Еден? Туку како? Се наду сонливецот, ама се согласи да продолжи понатаму. И така, овие 3 сестрички црпеле, знаете. Што цртале? Рече Алиса, заборавајќи на своето ветување. Сируп, одговори сонливецот, без да му текне да се побуни. Ми треба чиста шолја, го прекина шапкарот. Ајде сите да се поместиме за едно место. Се помести како што зборуваше, пошто следуваше сонливецот. Дивиот зајак седна на местото на сонливецот, а Алиса нерадо го зафати седиштето на дивиот зајак. Само шапкарот имаше корист од промената. Додека на Алиса и беше многу полошо од преќе, дивиот зајак само што го беше истурил бокалчето млеко во чинијето. Алиса немаше намера повторно да го навреди сонливецот, па затоа рече со големата предпазливост. Ама не разбирам, со што цртале сируп? Со четки за сирупови бои, рече шапкарот. Ако има четки за водени бои, зошто да не може да има и четки за сирупови бои? Глупичка си малку, а? Ама не можат внатре да бојат со четка, рече Алиса, свесно одлучувајќи да не ја земе во предвид последната забелешка. Секако дека можат, рече сонливецот. Секој може внатре да четка. Ваквиот одговор толку ја збуни кутричката Алиса, што го остави сонливецот некое време да раскажува без да го прекине. Учеле да цртаат, продолжи сонливецот, прозевајќи се и триејќи си ги очите. Оти многу му се приспиваше. И цртале секакви работи. Се што почнува на буквата М. Зошто М? Рече Алиса. Зошто да не? Рече дивиот зајак. Алиса молчеше. Сонливецот веќе ги беше затворил очите и задремуваше, но штом шапкарот го штипна, писна и се разбуди, па продолжи. Што почнува на буквата М? Например, муштикли, месечина, меморија и мошне. Знаете дека се вели некогаш дека нешто е мошне многу. Сте виделе ли некогаш цртеж на мошне многу? Навистина, ако ме прашуваш мене, рече Алиса, мошне збунета, мислам дека не. Тогаш не треба да зборуваш, рече шапкарот. Ваквата грубост Алиса не можеше да ја поднесе. Згрозена стана и си замина. Сонливецот веднаш заспа, а ниеден од преостанатите двајца не забележа дека таа си отишла. Иако погледна кон нив 2-3 пати потајно, надевајќи се дека сепак ќе ја повикаат. Кога се заврти за последен пат, ги виде како се обидуваат да го пикнат сонливецот во чајникот.
Во секој случај, таму веќе никогаш не се враќам, си велеше Алиса додека се пробиваше низ шумата. Ова е најглупавата чајанка на која што сум присуствувала во животот. Само што го изусти ова, забележа дека на едно од дрвата имаше врата низ кое можеше да се влезе внатре. Колку чудно, си помисли, но денеска се е чудно. Мислам дека треба веднаш да влезам. И влезе. Повторно се најде во долгиот ходник близу стакленото масиче. Сега ќе ми успее, си рече, и прво го зеде златното клуче, а потоа го отклучи вратничето што водеше кон градината. Потоа почна да ја грицка печурката, се чуваше парче во џебот, додека не се смали на 30 сантиметри. Мина низ малиот премин и тогаш конечно се најде во прекрасната градина, помеѓу светлите цветни леи и жубурливите чешмички.